Кампањата мислам дека неочекувано, ако судиме според некои претходни инциденти, или пак сосема очекувано, ако се водиме од фактот дека по 30 години демократија, таква кампања треба да се очекува, беше релативно пристојна, со респект, ретко се соочувавме со напади ад хоминем, се говореше за проекти, но имаше и инциденти. Да речеме, еве би сакала да го истакнам примерот на господинот Бујар Османи, но нека во прилог на инцидентите, туку во прилог на фер и демократско однесување. Она што ќе си дозволам да го изјавам денеска е нешто што е крајно невообичаено во Европа и во светот, а редовно е кај нас. Во европските држави на локални избори гласа само луѓе кои имаат постојано живеалиште во општината. Значи, денот и ноќта го поминуваат таму. На локални избори не гласаат луѓе кои, според логиката на пописните правила, се евидентираат во тие земји. Зошто? Бидејќи тие гласаат таму. Таму каде што живеат, таму каде што плаќаат даноци, таму каде што им одат децата на училиште, таму каде што тие работат, таму и гласаат. Ние имаме еден парадокс. Да дојдат за еден час луѓе кои веќе гласале во Австрија, во Франција, во Швајцарија и да ги изберат градоначалниците и советниците. Можете да проверите, тоа е непознат демократски феномен. Тоа е првото и второто. Можам денеска да кажам или не, очекува поактивен однос на жените во поглед на некои состојби за кои сведочевме дека се случува. Мислам и на партиите, мислам и на невладиниот сектор. Како ќе го коментирате тоа дека и меѓународните набедувачи имаат забелешки за отсуството на жени и од кандидатските листи и воопшто номинирањето нивно за овие избори? Исто, одлично што ме подсетивте, да, и јас самата сум на некој начин изненадена, бидејќи претходно ние велевме дека квотата од 40% ни овозможува рамноправност. Бидејќи ако чекаме спонтано да бидеме рамноправни, ќе ни треба веројатно еден век. Како резултат на квотите, и на локалните и на парламентарните избори секогаш на листите имаше родово неутрална квота. Овој пат, навистина, ние жените имавме шанса сами да се кандидираме со 2 подписи за градоначалничките позиции, а за советничките се разбира однапред знаеме дека постои квотата. И се случи многу малку жени да се кандидираат. Причините се веројатно повеќе. Прво, изненадувањето. Одеднаш се соочувате со можност сами да се кандидирате со 2 подписи. Тоа, ние сме одговорни суштества и секогаш размислуваме, па дали сме ние најдоброто решение, па дали ќе можеме да одговориме на овој предизвик и слично, особено ако не сме поддржани од луѓе кои ни веруваат. Тоа е првото. Второто, тоа е врзано со политичката култура. Веројатно, се уште има силни елементи на, за жал, на патриархална и на парохијална политичка култура, па ние размислуваме